Проектот, финансиран од Европската Унија во ведување на национална програма за консолидација на земјиште, кој го спроведе во Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации заедно со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, изработи видеоанимација за консолидација на земјоделско земјиште. Целта е да се информираат земјоделците, сопствениците на земјиште и пошироката јавност за консолидацијата на земјиштето како еден од најефикасните инструменти за подобрување на структурата на земјоделското земјиште, односно решавање на прекомерната расцепканост на парцелите, како и за придобивките од консолидацијата на земјиштето за земјоделците и руралните заедници. На 18 октомври 2018 година проектот ја започна фазата за спроведување на студии за изводливост во 5 од избраните области за консолидација на земјиште во земјата: селата Спанчево, Соколарци, Царев двор, Логоварди и Оптичари, како прва фаза од постапките за консолидација на земјоделско земјиште. Во периодот до март 2019 година избрани геодетски компании од земјата ќе работат директно со земјоделците и локалните заедници за проценка на моменталната состојба на терен, утврдување на подготвеноста на земјоделците и сопствениците на земјиште да се вклучат во процесот на консолидација, идентификување на индивидуалните потреби, како и проверка дали се задоволени сите предуслови за успешна имплементација на консолидацијата на земјиште во секој од избраните области. Буџетот на проектот изнесува 2,56 милиони евра, финансиран од инструментот за предпристапна помош на Европската Унија, 2,5 милиони евра и придонес на ФАО 61,2 евра. Истиот ќе се спроведува во време трајање од 3,5 години, март 2017 до август 2020 година. Главната цел на проектот е да се реши проблемот со фрагментираноста на земјоделското земјиште, со цел да се зголеми конкурентноста на земјоделското производство, да се подобрат условите за живот во руралните средини и да се обезбеди одржливо користење на природните ресурси.